се враќаме назад во предвидениот термин 15:20. Инаку ден пред председателските избори на 24 се случува еден настан кој што сме го третирале секако овде во студиото, меѓутоа сме го третирале за време на подготовките, сега веќе знаеме горе-доле што ќе се случува, но овдека со нас е Јанаки Митровски. Добре дојде. Добро ден, благодарам на поканата. Да, еден од организаторите на Конопфест. Да. Еден опуштен фестивал ден пред избори, а? Сдруженијето за канабис и зелени политики Билка, чиј еден од 7 основачи, сума сега сме 18 членови на број, е организатор на Конопфест 2019 година, кој оваа година ќе се одржи под мотото Билка што живот значи. Конопфест Билка што живот значи, инаку ова е втора година поред како Сдруженијето кој го има и регистрирано во Државниот завод за индустријска сопственост како фестивал, како заштитен бренд, фестивалот Конопфест. Втора година поред го организираме овој фестивал. Трета година воопшто се организира Конопфест. Ние не сакаме, ние не сметаме дека сме први во све или значи 2015 година се одржа Конопфест во малку помало издание, односно со по тешка организација, меѓутоа тоа беше поширок слој на граѓани, меѓу кои во организаторите беа и Ангел Ангеловски, Џон Апелгрен, кои се нели дел од Сдруженијево. Оваа година сме втора година поред и сметавме дека фестивалот треба да расте, иако имаме сериозен недостиг на средства, не примаме грантови од Министерството за култура втора година поред не одбиваат. Зошто? Кој образложение навистина? Тие одбивања не само за нас, тоа е за сите, доаѓаат без образложение, само ви известуваат дека сте одбиени. Барате ли образложение? Кој образложение? Ние не бараме образложение, ние видете вака, ние не сме до толку суетни, ние можеме да прифатиме дека веројатно има и од област на културата и многу поубави проекти од нашиот, меѓутоа кога ги погледнете резултатите на оние кои добиле средства, ќе сватите дека тоа и не е баш секогаш клучниот критериум. Ние втора година поред буквално со сопствени средства и со мала помош ќе видите на плакатот кои се оние кои што го помогнале изданието, и тоа многу ретко кој го прави со пари. Например, оваа година се споивме со кој организираме, ова е важно да се каже, Конопфест, со универзална сала Скопје, и ќе има два стејџа на кои што едниот стејдж ќе биде на едниот стејдж ќе има едукативен дел со 3 предавања и 1 перформанс. Кој ги држи тие предавања? Предавањата ќе ги држи Давор Ангеловски, кој што е активист, ќе држи предавање на тема медицинска употреба на канабис, кој порано беше и дел од Зелена алтернатива, сега веќе не е. Мислам дека не сум сигурен. Потоа доктор Дарко Костовски, кој е психијатар, кој е еден од основачите на Билка, кој што ќе одржи предавање на тема употреба на канабисот во третирање на опијатски зависности, и јас ќе го заокружам тој дел со предавање насловено како приватизација на канабисот, и овој дел цел ќе го затвори екипата Партизанска штампа, која што ќе изведе 20 минутен перформанс, односно мини представа посветена на канабисот, пошто на тој стејдж а тоа ќе биде на мала промена, имаше тука од првичните најави од технички причини, тоа не е до нас. На Вембли Полјаната ќе биде тој стејдж, потоа ќе почнат диџеи, македонски диџеи, а додека на другиот стејдж со почеток од 4:20 нели символично, на мејн стејдж ќе настапат повеќе македонски бендови. Ај пред да зборуваме само извини уште ова да го додам, дека како се градеше фестивалот, се обогативме со уште и перформанс, се надам нема да ги промашам, Фоелункс колектив од Битола ќе изведат арт перформанс со жонглери, оган и така натаму. Фестивалот ќе има и фуд корнер, ќе има две правни лица кои што ќе учествуваат на фестивалот, кои што ќе го снабдуваат со храна, и во главном од активностите е тоа, и ќе има мала чил зона која ќе биде courtesy of од себе Македонија. Добро, интересно. Но пред да зборуваме за целиот ансамбл на настапувачи, бидејќи видов дека листата е долга, ме интересира логово Билка што живот значи. Како ја спислувавте ова? Вака сега.
Тоа е смислено во негде 3-4 часот се обајле, во диско бевме јас и Ангел и така дојде не знам, мене ми текна, он ја прифати, потоа ја споделивме со останатите членови на Билка и им се допадна. Лани беше една Билка, еден живот, така да гледате дека таргетираме да се врти околу зборот Билка. Пораката е таа. Да, пораката е таа, ништо спектакуларно. Дополнително нешто пред да продолжиме конкретно и на темава со легализација, декриминализација, да дополниме за сите гледачи околу фестивалов, нешто што имаш да споделиш како околу фестивалот нели се одржува на градски парк, во градски парк, ќе започне од 12 часот, ќе има веќе активности, самите предавања, значи ќе има музика, меѓутоа не класичен диџеј. Самите предавања ќе започнат на Вембли од 14 часот и е предвидено да завршат веќе до 14 часот да биде завршено со предавање, за потоа да почне музичкиот дел од фестивалот, кој што символично како и лани ќе почне во 16:20, 16 часот и 20 минути, а ќе заврши колку што е дозволата од град Скопје, тоа е 1 часот пополнок, бидејќи е викенд, нели лани беше до 12 часот пополнок, толку имаме дозвола. Ова заборив да го кажам, ќе има и невладино катче, лани истото го имавме, и тоа лани многу ми е драго, беше на иницијатива на тоа невладино катче се роди како иницијатива на Ирена Цветковик од коалиција Маргини, нели голем поздрав и до незе. Таа инициираше да имаат тие свој штанд, потоа се надоврза и други невладини. Оваа година нели и ние ги поканивме и оваа година учествува во невладиниот дел ки имаат коалиција Маргини, ХОПС, Хелсиншки комитет за човекови права и 420 Македонија Сдруженијево на Моника. Со тоа што оваа година, за разлика од минатата, и ова е новост, минатата година, иако имавме барања од дел од политички партии за да имаат своји штандови, тоа не го прифативме. Оваа година тоа ќе биде промената, бидејќи веднаш, како што повеќе пати најавувавме, веднаш по Конопфест, односно во месец јуни, планираме да... Чекај, ќе дојдат или нема да дојдат? Сега ќе ви кажам, планираме да поднесеме предлог измени на кривичниот законник и имаме потврдено учество од младината на Либерал-демократската партија. Тие ве поддржаа примарно. Да, Либерал-демократската партија, се уште чекам конфирмација од Модом, односно од младинава на Дом и не се толку младина, меѓутоа и членови на Левица, една од двете левици, сега не знам која беше, ни пристапија. Значи говориме за трите партии со кои што и претходно сме имале соработка, а кои се три партии единствени кои во своите програми барем формално го инкорпорираат и легализацијата на канабис. Дека е добра ваквата поддршка малку да се прошири во Па ваквата поддршка не само што е добра, туку е и нужна, затоа што ние можеме, знаете како, и дрве и камења да фрламе по политичари и по пратеници, на крајот на денот повторно тие се тие што ќе треба да дигнат рака во собрание и ние веќе подолго време работиме на лобирање во овој политички план. Само пред знам каде сакаш да го насочиш разговорот, меѓутоа Јанаки, за поздрав секако и добредојдено е тоа што невладини организации кои што се бават со здравието, со заштитата, со превенција од дискриминација учествуваат на вакви настани. Меѓутоа, колку е тешко да се договорат лекари, правници, луѓе од естаблишментот кои што неопходни се да се отвори оваа дебата за да се видат предностите и загубите од една легализација или декриминализација, која што пак е примарната цел на сите овие активности. За жал најголемиот отпор и понатаму доаѓа од лекарската фела, што за мене не е воопшто за изненадување, треба да разбереме, ја тоа го прифаќам, дека тие луѓе се со децении изложени на црна пропаганда, негативна пропаганда, неточна пропаганда, воедно и нивното школување, ја и со многу доктори сум зборувал, подразбира, тие тоа го нарекуваат медицина базирана на докази, односно на испитување на поширок број на граѓани. Меѓутоа и тука има позитивни промени, например на една од нашите трибини го беше посветена, тоа беше пред година дена се одржа во март месец 2018 во Кинокултура, која што беше посветена на медицинска употреба на канабис. Например, доктор Филип Гучев, кој што е директор на клиника за ревматологија, излезе со став и врз основа презентираше странски релевантни истражувања,
А и тоа е општо познат факт дека канабисот помага во третман на болка, а во моментов не е тоа дозволено во Македонија, односно тоа не е една од 4 состојби за кои што може да се припише канабис, така да мислам дека полека ги придвижуваме и тие работи. Еве например еден од нашите основачи е, како што спомнав, доктор Дарко Костовски, иако се работи за легенда во тој дел на активизмот во Македонија, затоа што е еден од основачите, чином и статутот им го пишуваше и на ХОПС, далечната 99, ако не се лажам. Меѓутоа се уште тука се слагам дека во најголем дел доаѓа од лекарите, а во делот на правниците интересно да кажеме дека првата јавна трибина која што Билка организираше во декември 2018 година, она што го доведе да за прв пат во Република Македонија тогаш еден судија Владимир Туфекџиќ од Кривичниот суд Скопје и еден обвинител, тоа беше Ленче Ристоска од специјалното јавното обвинителство, беа први јавен обвинител и судија кои што излегоа со став дека треба канабисот да се декриминализира, со тоа што колешката Ленче имаше доста порезервирани ставови. Да, ама нели е суштината тоа да излезат и оние кои што се против, да аргументираат зошто за да се отвори дебата. Чист пример, еве, неодамна третиравме тема со евтаназија. Иако според овој етичкиот кодекс на лекарите, евтаназијата воопшто не е дозволена, меѓутоа добро е кога се отвора таа дилема. Добро е кога се разговара за на крај да се ако може да се каже да се дојде до некаков прогрес, како што тоа го прават модерниве држави. Точно затоа што ние например 7 луѓе кога почнавме, никој од нас немаше искуство во невладен сектор или еве само доктор Дарко лимитирано искуство во невладен сектор и како да ви кажам учиме во од Билка по многу нешта, е атипична невладена организација, првенствено не е професионална невладена организација, односно сите 7 основачи и членови имаат своји примерни професии. На почетокот мислевме дека тоа е предност, бидејќи ќе задржиме висок степен на независност. Како времето одминува се покажува дека тоа е се повеќе хендикеп, затоа што едноставно немаме ни време ни средства да ги реализираме нашите планови. Еве јас не знам, сум зафатен, Ангел исто така е фотограф, Џон е джез музичар, Дарко е психијатар со дежурство и така натаму, и затоа тоа повеќе се покажа како хендикеп отколку како предност, иако на почетокот можеби не мислевме така. Да, и со ова што веќе го зборуваше Јанаки, веќе се отворија неколку прашања. Не знам прво дали да почнам во однос на собранието, односно до законодавниот дом, што имаше дебата, па ајде може со тоа да значи ги изнесовте неодамна вашите ставови, имаше отворена седница, зашто сте за декриминализација, односно и употреба нели на канабисот во медицински цели. Докаде е оваа процедура сега, Јанаки? Имаше јавна расправа на комисиите за здравство и комисиите за економија на 21 февруари на иницијатива на Билка и во реализација со председателите на комисиите за економија и здравство, тоа е пратеникот Горан Милевски од ЛДП и пратеничката Мирсада, ќе ми прости, не го запомнив презимето, тоа е од ДУИ. Беше поширока расправа, имаше припадници на МВР, припадници на бизнис секторот, представници на земјоделскиот факултет, на фармацевскиот факултет, на медицинскиот факултет, значи навистина поширока расправа. Она што морам да го посочам е дека за жал како и за се друго кај нас политичарите калкулираат со гласови, кај нив е тоа проста математика. Не знам, овие десно ни велат, ние сме конзервативна партија во јавност, тоа не можеме да го поддржиме, а Тони Михајловски ми е во извршен комитет, па не знам како не го трпат во извршен комитет ако се конзервативна партија во однос на канабисот. Од друга страна, од овие као левиве ни викаат дека сега не било право време и дека анкетите покажувале дека тоа не било правото време за да се дозволи рекреативна употреба на канабиса. Гледаме дека бизнисот цути и тука нема никакви пречки, анкетите не се никаква пречка за бизнисот да се развива, и тоа доведува во Македонија до една, повеќе пати сме го говорил, не само парадоксално, туку и правно неподнослива состојба, да јас ако имам 2 милиона евра и можам да посадам 10.000 растенија и ќе бидам респектиран бизнисмен и ќе се занимавам со сериозен бизнис, а доколку имам болна мајка, што еве сум имал, да речеме, и немам, јас сум имал средства да купувам улје од канабис, меѓутоа многумина во Македонија немаат средства, и ако некој од тие многумина кои имаат таква потреба засадат, не знам, десетина растенија, законот жестоко ќе ги третира. Тоа и правно не покрај тоа што парадоксално е правно, тоа ви е легализирана дискриминација, бидејќи ги дискриминира овие другиве по дискриминаторска основа на имотен и социјален статус.
Инаку, Сдруженијето планира во месец јуни да поднесе предлог измени на кривичниот законник, кои што доколку се усвојат ќе доведат до декриминализација на канабис во лична употреба, односно државата ќе детерминира преку закон, а не тоа сега илегално како што е преку упатство на јавното обвинителство, кој уште и со назнака доверливо, а е спротивно на законот за класифицирани информации, а е такво ставено единствено со причина да не се запознаат граѓаните со илегалноста во постапувањето во овој дел, зборам, на јавното обвинителство и на и на судовите. Меѓутоа немаме позитивни сигнали и од Министерството за правда, односно таму сугерираат да се сочека цел пакет на измени кои што се најавуваат во кривичниот законник, меѓутоа сметам дека и уживателите на канабис и пациентите повеќе од доволно време чекале и навистина мислам дека е време да има кој од пратениците навистина се грижи, а кој тоа го прави само декларативно. Кој гласно ќе проговори, така? Гласно поговори беа дел и Маја Морачанин и Павле Богоевски и Горан Милевски беа дел и од јавната дебата. Тие се за, не даваат и поддршка дел од нив и како политички партии, меѓутоа да дојдеме до на финалниот продукт што се вика требаат некои 40-1-2 пратеници, што не е наивна бројка. Да, Јанаки, ми се чини дека никој го нема доближено до јавноста, го нема објаснето бизнис моделот на уилеот канабис, а имаме перцепција, ви мене не ми е јасно, иако мислам дека колку толку сум запознат со дел од темите. Меѓутоа гледаме низ медиумите дека има интерес кај повеќе фирми да го прават уилеот канабис во момент кога пак се уште се борите за легализација. Неправна битка, да. Тоа е и дел од парадоксот што ви го говорам и интерес секако дека има, затоа што условите, иако се високи, меѓутоа ако ги обезбедите средствата, оној што се бави со висок бизнис веројатно и нема да има проблем бидејќи се и претежно кредитирани. Супер се поволни условите за правните лица да прават бизнис во Македонија. Законот не ги ограничува, ама апсолутно ништо да дават за граѓаните, односно не се обврзани да даваат производи за граѓаните, односно да презентираат производи на пазарот. На пазарот моментално има само еден-два несоодветни производи, меѓутоа проблемот е што немаат никакви обврски кон граѓаните, а добиваат само привилегии. Добиваат можност да го експортираат улјето од канабис. Сега позади грбот на граѓански здруженија, односно едно од здруженијава која се бизнис здружение инволвирано во тоа, што е за срамота, меѓутоа тоа е тоа, се подготвуваат законски измени со кои што ќе се дозволи цветот на канабис да се извезува, што 10-кратно ќе го зголеми профитот на компаниите, што се разбереме, јас немам ништо против, апсолутно дека ако некој се земал комерцијално да се занимава, дека ќе очекува заработка и тоа е многу нормално, меѓутоа тоа повторно не доведува до ситуација да цело време се прават законски измени кои го привилегираат исклучиво бизнисот, а од друга страна граѓаниве не само што не се третираат со законски измени, туку сте и под жесток прогон, претежно по член 215, што не носи нималку наивна санкција од 3 до 10 години затвор. Свесни сте и самите работите во медиум дека се пушти едни пробни балони, тие се пробни балони бидејќи не се воопшто тоа локациите кои што се планираат, Струга и Охрид, воопшто не се, туку нашите релевантни информации кажуваат дека за 2020, а можеби и порано, се планира пилот проект со 3 локации меѓу кои Скопје Струмица и Битола, каде што за почеток ќе може рекреативно се конзумира канабис и сега да не бидеме наивни, не треба сте гении да претпоставите во чии раце ќе завршат тие кофишопови, се додека мене, вас и сите останати законот жестоко ги таргетира, при што сакам да истакнам, јас имав една конверзација со една јавна обвинителка, јас воопшто не штитам, мислам, можам професионално да давам помош, меѓутоа како граѓанин воопшто не застапувам дилери на наркотици или дилери на канабис. Конкретно, говориме за уживатели на канабис и на лица кои што имаат медицинска потреба, а се таргетирани како дилери. Токму ова што сега го спомена, сметам дека е едно од најголемите забуни кои што се во јавноста и многу пати сте зборувале и вие сте апелирале, некако се добива впечаток дека недоволно се прави таа дистинкција, па луѓето по дефолт прават квалификации и апропо тоа, докаде сме со борбата, освен правната битка што имате, за таа стигматизација? Конкретниот проблем
има име и презиме за конкретниот проблем за тоа зашто се денеска уживатели на канабис таргетирани како дилери, говорам за оние кои што не се продавачи, кои што нема елементи на продажба, кои што се претежно, не знам, вага со траги, во мали пакувања, паковки, не говориме за чисто за уживатели, има име и презиме проблемот, се вика Љупчо Шврговски, поранешен републички јавен обвинител, кој во 2009 година, откако се воведува, многу пати го имам говорено, затоа ќе бидам побрз, во 2009 година, откако се воведе привилегиран, односно полесен облик на делото по член 215, помало количество, се создаде вакуум, бидејќи тогаш законодавецот не детерминираше што е помало количество и господинот именуван како во позиција на јавен обвинител пушти задолжително упатство согласно кое самиот си се стави улога на законодавец да до 5 грама канабис се смета за помало количество, што е смешен квантитет, а над 5 грама канабис вие по автоматизам ќе добиете обвинение со интенција за продажба, дека ви е прибавено со намера да продавате, и тоа е една злокобна реченица, затоа што вие можете да отидете на одмор каде што ќе носите некоја незначителна количина од 6 грама канабис и доколку бидете уапсени, ви се закануваат, сериозно ви се закануваат 3 години затвор. И тука не е проблем, затоа што јавниот обвинител има право да им дава упатства на своите субординирани, меѓутоа истото е под превес доверливо, како што спомнав, тоа е намерно контра Законот за класифицирани информации, член 8, каде што е јасно одредено што може да добие ставка доверливо, и судовите кои што за жал се и во 2019 година се уште супер сервилни кон јавните обвинителства, тоа безпоговорно го прифаќаат, и јас во мојата и магистерска теза го објавив упатството, свесно изложувајќи се можеби на кривичен прогон, бидејќи сметам дека праксата на ИСЧП мене ме штити, односно јас со тоа што го обзнанувам штитам јавен интерес, односно владење на право наспроти евентуалното кривично дело. Добро, правно како треба да биде регулирано? Тоа ти си правник. Правно треба да биде државата детерминира во кривичниот законник да постапи државата согласно упатствата, односно насоките на последната голема конвенција од 88 на Обединетите нации, која што се однесува на канабисот, која што е патем outdated, бидејќи тоа е пред 30 години, има многу нови информации, каде што јасно дава насоки конвенцијата, на која што сме и ние потписники и ратификувана кај нас, односно е дел од нашиот правен систем, меѓутоа тоа не е направено, инкорпорирано во законско решение, да се направи дистинкција меѓу наркотиците во зависно по два критериуми: степен на создавање адикција и можност и опасност по здравјето на луѓето. Ќе се согласите дека канабисот мора да се разликува од хероин, кокаин и таков друг на други опасни други. Тоа е прво нешто што државата треба да направи, и второ нешто што државата треба да направи во овој дел е да одреди во соработка, представувам, со невладиниот сектор, да одреди што е количина што државата би ја толерирала за лична употреба, се на тоа под автоматизам, дури и да нема никакви докази за продажба, да оди како намера за продажба. На пример, чисто како пример за крај, во Соединетите американски држави тоа на федерално ниво е регулирано на ниво на унца, односно до 28 грама, ако нема, внимавајте, други, затоа што и пола грама е продажба, ако има елементи на продажба, до 28 грама, ако нема други елементи на продажба, оди за лична употреба, 29 грама веќе, дури да е на вистина само за вас да не се оправдале, веќе по автоматизам ќе оди, меѓутоа тоа да биде законски детерминирано, а не вака супатство мимо сите правила и прописи. Имаме уште многу прашања, но толку ни е времето. Здравје Боже, следна прилика повторно малку ви сакала повеќе и околу медицинската употреба и примерите со болни лица. Само за кратко би ви се уфрил и ќе ми извините за тоа, и тука исто представува проблем, затоа што со правилник се одреди кои области може да се, за само 4 области може да се припише канабис во медицински цели во Македонија. Тоа воопшто не е ревидирано, иако листата треба да е многу поширока, и постои еден идиотизам во тој правилник кој кажува дека само докторите од јавно здравје можат да припишуваат, што е нонсенс, бидејќи јавното и приватното здравство во Македонија се изедначени и по сила на закон. Ги поканувам сите поддржувачи на активностите на Билка и сите оние кои што се залагаат за политиките за кои што ние се залагаме, да дојдат на 24 со почеток во 12 часот во градскиот парк, да дадеме една масовност и да им покажеме на политичките фактори дека сме тука, дека сме бројни и дека немаме намера да седиме со скрстени раце, додека не таргетирате како криминалци, а бизнисмените си ги тријат рацете. Да. Јанаки, ти благодариме за благодарам за поканата. Да, секако. Ние правиме кратка пауза, па се враќаме веднаш назад во студиото Анализа на вестите и од светот со Дејан Андоновиќ.